во студиото следниот разговор ќе биде посветен за дипломатијата, бидејќи имаме неколку поводи за тоа, а со мене во студиото е господинот Тихомир Илиевски, кој што е мој бивши колега во едни поранешни времења и така, а потоа и долгогодишен дипломат, 2 пати амбасадор во странство, бевте во Стокхолм, покривавте цела Северна Европа, потоа бевте амбасадор македонски во Романија, ако не се лажем и така, а денеска сте член на Советот на амбасадори. Тоа е едно невладино здружение, би се рекло. Вие сте член на извршниот одбор од скоро, иначе сте еден од основачите. Еве, може да ве прашам за тоа, што работи Советот? Бидејќи повремено ве гледаме со изјави се јавувате и така натаму, давате ставови, мислења. Што работите во Советот на амбасадори? Советот е, ви благодарам пред се за поканата, поздрав за вас, сите ваши колеги овде и за вашите гледачи што ја следат вашата програма, која е многу интересна, динамична и на човек му е чест некој да се појави, за да може да прокоментира некои работи за кои и вие сега се интересирате, а кои се од доменот на некоја наша поранешна професионална активност или познавање на соодветната материја. Токму затоа го формиравме Советот на амбасадори, тоа е состав и асоциација на поранешни амбасадори кои се главно поранешни, кои главно сега не се активни ни во дипломатијата, нити во некоја друга професионална активност, но има и актуелни и луѓе што се уште функционираат во редовен работен однос и кои исклучително сериозно мониторираат ситуацијата и со нашата дипломатија, но пред се од аспекти од призма на меѓународната политика на Македонија и на меѓународните односи во целина, така што Советот на амбасадори по сите клучни прашања, дури навлегувајќи и во доменот и на економијата, на развојната политика во Македонија, се обидува да даде своји сугестии, своји мислења кои се коректни во однос на тоа како да се трасира патот по кој владата ги решава овие проблеми, односно на целата наша држава. А во тој контекст, еве, бидејќи во многу актуелно е сега оваа средба на Брдока и Крањ, активностите на Европската Унија визави позицијата на Македонија, можем да ви кажам, да ви соопштам дека нашата добра практика предвидува некаде кон крајот на ноември, која ќе успееме да ги договориме сите организациони активности, токму на оваа тема, интегрирањето, патот на македонските интеграции кон Европската Унија, да свикаме една сериозна дебата, наречена под закрилата на своевидна тркалезна маса, на која и нашите врвни политички функционери и странските дипломати, амбасадори би ги дале своите, би ги понудиле своите видувања за тоа колку брзо Македонија може да го помине тој пат за редовно членство до Европската Унија, се разбира претходно низ патот на преговори со Унијата. Тихомир, која е всушност улогата на дипломатијата сега во овој, да кажем, деликатен момент во кој што сега се наоѓаме, бидејќи се добива впечаток дека се работи за, како да кажем, високо исполитизирана една ситуација кога е во Македонија во прашање, се работи за внатрешна политика секако во Бугарија, па и во Македонија. Што можат воопшто дипломатите тука да помогнат? На меѓународен план и воопшто принципите на меѓународната дипломатија значат дека тој систем функционира и котира многу високо во политичките и во внатрешно-политичките односи и состојби во земјите што ја спроведуваат добрата дипломатија во светот, активната, професионалната и современата. За жал во Македонија, бидејќи од дипломатската комуникација зависат многу активности што потоа се пресликуваат или се решаваат на домашен, на внатрешен политички план во тие земји. Во Македонија долги години дипломатијата е веројатно спуштена од разни принципиелни или непринципиелни причини, тоа можеме да го дефинираме како актуелни политички состојби, на многу пониско ниво од што треба, па така и актуелните состојби сега кога ни треба не ексклузивна, туку ни треба активна, современа и добро професионализирана дипломатија во светот за да ги пренесе нашите пораки до земјите што можеби се уште се колебаат визави контекстот или односите со Република Бугарија што вие ги спомнавте, како да го надминеме тој спор и кога можеме со многу аргументи, ако сме присутни во клучните светски дестинации, да им објасниме на политичарите во тие земји кои ги носат круцијалните одлуки, зошто е Македонија важно, заедно со Република Албанија, што поскоро да стане член од овој, како представник од овој регион, за да потоа и сите други земји влезат. Нашата дипломатија во овој момент е минимизирана и за жал ние тој капацитет, бидејќи во многу земји
и во меѓународни организации ние немаме ни амбасадор, можеби само по некој понизок дипломатски представник, не можеме да стигнеме до тоа ниво на кое нашата клучна порака треба да ја пренесеме. Дипломатијата треба да се обнови, да се освежи и тогаш ќе можеме да зборуваме која е улогата на македонската дипломатија. Да отидеме на следната актуелна тема. Говорите немаме амбасадори и така натаму. Во Москва имаме ВД амбасадор, бидејќи мислам дека после многу години завршија процедурата за именување на нов амбасадор во Москва, ама тој уште не е заминат и можеби таја не сум сигурен. Бидејќи сегашната амбасадорка е ВД амбасадорка и е амбасадорка. Вчера таа била повикана во Министерството за надворешни работи на Русија, каде што и било соопштено дека се протерува еден дипломат македонски како реципроцитет на протерувањето на руски дипломат што ние го направивме. Патем биде речено, во таа амбасада во Москва ние имаме 20 луѓе. Сега ќе бидеме сведени само на ВД амбасадорката. Сакам да кажем, и тоа говори за капацитетот со кој располагаме. Сепак, нашите односи со Русија во последната година на дипломатско ниво доживеа едни потреси кои што се невообичаени за земји кои што се обидуваат да имаат добри односи. Ние, ако не се лажам, на 18 мај протеравме еден дипломат руски од овдека, потоа русите ни вратија со протерување македонски дипломат од Москва. Потоа во средината на август, на 17 август, протеравме уште еден дипломат руски. Сега русите за тоа ни враќаат со протерување македонски дипломат. Во двата случаи, не барам вие да го коментирате, јас ќе кажам дека македонското образложение беше дека дипломатите се занимавале со недозволива работа за дипломати во нашава земја. Тоа со народски речено веројатно е шпионажа во прашање и дека колку што мене ми е познато биле фатени инфлагранти во тие своји активности, што русите се разбира го негираат, но не велат дека ова протерување не е всушност само реципроцитет. Да ве прашам прво, како е регулирана со Виенската конвенција? Мислам дека на членот 9 се повикавме кога протерувавме и така натаму. Како е регулирана работата на дипломатите во странска држава и што е дозволено, што не е дозволено во најгруби црти? Вие добро сте се подготвили баш за оваа тема и благодарам што конкретизиравте некои работи што јас свесно не би сакал да ги коментирам во овој момент, бидејќи во основа дури ние можем да кажем дека моите сознанија и информации до вчера доцна попладне се дека ние се уште немаме официјален некој документ, односно црно на бело, условно да речем дека е ова фета компли, завршен чин, дека е тоа завршена работа со одлуката за протерување на дипломатот, тоа се информации што ги добивме и вие и јас од новински. Од медиумите и наши, веројатно и руски. Но доколку ситуацијата да предпоставиме дека во основа така и ќе се одвива, тоа е навистина уште еден доказ дека понекој пат и земјите реагираат вон принципите на Виенската конвенција што ја спомнавте, која предвидува реципроцитет или можности за такви постапки, но за сосема други основи, за сосема други активности, дел од тие активности и вие ги споменавте, ова не се совпаѓа ниту со едно, ниту со друга, нити со принципите на Виенската конвенција, ни стандардите што главно важат во светот. Ова е реакција која Руската Федерација на која инсистира токму заради тој реципроцитет. Нашите постапки, нашите активности во мај, во август, како што точно рековте, беа базирани на нешто сосема друго, но тоа не значи дека ваквите постапки или ваквиот реципроцитет или реваншизам, условно речено е вака под наводници да го споменам, дека ќе доведе до некое подобрување на односите. Принципот на дипломатијата, па и на Виенската конвенција е да ги унапредува дипломатските односи, да дава основа за тоа земјите подобро да соработуваат и со своите активности да придонесуваат и едната и другата земја, ако се работи за билатерални односи, да прогресираат. Министерот Бујар Османи, кога се случи протерувањето во август, имаше изјава која што отворено рече дека се работи за заштита на нашата национална безбедност и за безбедностите аспекти на
организациите на кои што сме членки, значи се работи за НАТО секако, Ето што на крајот на Тоа е краиштата едно од малку не толку експлицитно, ама кажува дека дипломатот кој што е тогаш протеран се занимавал со загрозување на некакви безбедностни аспекти на државата. Сакам да кажам, добро, ние и Русија се обидуваме да имаме коректни односи, ние сме сепак едно, како да кажем, едно џуџе во однос на тој џин кој што е Русија во смисла на капацитетите, ресурсите така натаму, но на меѓународната сцена државите се еднакви партнери и би требало да бидат барем во респектирањето на некакви стандарди без разлика кој колку е голем и какви капацитети има. Што ќе значи ова сега понатаму во македонско-руските односи? Мислите дека овие работи ќе поминат за неколку дена, па ќе се смири, ќе пратиме нови, какви се сега процедурите? Можеме да ги обновиме тие дипломатски капацитети релативно брзо или ќе помине време пред русите да прифатат нови именувања? Па веројатно ќе Москва ќе инсистира на некои активности, на разрешување на постапките на врз некои принципи што тие ќе сакаат да ги утврдат и да ги понудат во понатамошната комуникација со Македонија, особено и заради фактот дека Македонија во овој момент е навистина ослабена во однос на дипломатските активности во Москва. Не знам дали воопшто ако се случи тоа да госпоѓата што е во прашање за која од вчера Мислам дека вториот секретар ќе го претераат, бидејќи имаме двајца дипломати таму и јас слушнав дека практично вториот секретар, бидејќи следното е веде амбасадорката, така што Па може би се работи во овој случај за веде амбасадорката, која не сме сигурни, да, точно имате право, на секретарска позиција фактички, дипломатска секретарска позиција, но ќе видиме како ќе се разрешува тоа. Во секој случај остануваме страшно ослабени, бидејќи прво долго немаме амбасадор во Москва, нашите потреби во таква голема земја за која вие зборувате, еден од креаторите на светската политика и еден од decision makerите на светската политика, условно да кажем, но тоа не е вистина од која треба да се бега кога се зборува и со дипломатска терминологија. Јасно е колку значи Москва во вкупните светски односи, јасно е колку значи и за Македонија и во економските релации пред се, па и на културолошки план. Ако сакате да разговараме, Москва е секој пат битен и рускиот народ е битен фактор за таа комуникација со Македонија. Нашето присуство таму ќе биде сериозно ослабено и ние ќе треба да направиме се што можеме во овој момент на квалитетен начин и на соодветен дипломатско-политички начин да се разбереме околу овој проблем и да продолжиме да работиме натаму и тоа да инсистираме што поскоро и на именување на амбасадор. Поставување на амбасадор во Москва, кој сигурно ќе може далеку повеќе од сите овие активности што сега се одвиваат да влие на тамошните подобрувањето на политичките и вкупните односи со Русија. Тихомир Илиевски, благодарам. Во минута до 10 часот